Здраво на сите! Уште една епизода на подкастот Марија во Америка и епизода која што ја снимаме денес во Куманово. Ке слушнете една многу интересна приказна, како што и се и сите досега, на оваа навистина ќе го задржи вашето внимание. Зошто? Ке дознаете по најавната шпица. И не заборавајте, лайк, сабскрајб и шеар на каналот Марија во Америка и сега поприсутни сме и на Facebook и Instagram. Започнуваме веднаш со приказната. Еве назад во студиото во Куманово, каде што сме денес на гости. Снимаме со човек кој што заминал од Куманово со еден куфер, а се вратил назад како сопственик на компанија за камиони со над 130. Стварно збор за компанијата Cargo Runner, а сопственикот е Иван Крстевски, кој што денес е во мое друштво. Иван, добре дојде. Добро ве најдов, а воедно добро дојдовте и вие во Куманово. Драго ми е што снимаме денес во канцелариите на Cargo Runner на компанијата. И мило ми е што ќе ја раскажеме твојата животна приказна и за тоа како е да се биде газда на компанија со камиони. Тоа малку звучи overrated, што би рекле, или премногу слушано, или премногу несимволично за македонскиот народ, но сепак има друга символика и сакаме да ја кажеме другата страна на медалот. Па прво јас сакам и јас тоа газда некако не секогаш ми е омилен збор. Сакам да кажам дека сите работиме заедно. Така. Пошто поготово во Америка кога ја почнувавме компанијата, сите почнавме од почеток. Така. Така да не сакам да се правам газда, на сите вработени им кажувам дека сум Иван. Така. Не сакам да ми персираат и јас се трудам да не персирам со луѓе кои што мислам дека имам пријатна комуникација. Иван, заминуваш од Куманово со еден куфер, како што и те најавив, се враќаш овде со успешна компанија позади себе. Но тоа не било така, тоа не беше така секогаш. Иван е роден во Куманово, пораснат овде, првите денови на тоа кој е Иван и како Иван се токму во Куманово. Да, самото заминување во Америка не значи успех. Роден сум во Куманово, израснат во кумановската населба Карпош или попозната како Рајкова куќа. И првото детство ми е тука, до некој си 21 година. Живеам во Куманово, учев гимназија и подоцна машински факултет. Зошто машински? Зошто се запиша на машински? Машински затоа што прво ги сакав машините, интересни ми се машините уште од мал, сакам да видам како работите функционираат, а ја сакам и економијата и ми беа неколку опции за факултет. Бизнис на економски, агроекономија на земјоделскиот факултет и нашиот смер беше индустријско инженерство и менаџмент на машински, што ми е мило што го избрав тој смер, затоа што многу научив на машински факултет и за начинот на функционирање на машините, а и дел од економијата. Иван, ке речеш, одиш на факултет и гледаш некои флаери, кои што пишува на нив работи и шетај низ Америка. Work and travel, зошто? Зошто сакаш го виде флаерот и така те заинтересира? Уште како мал ја цело време сакам да шетам негде, по природа сум авантурист и сакам да гледам нови работи цело време. И тогаш мислам дека бев втора година запишавме на факултет, почнаа да делат флаери кај нас и гледам во Америка. Никогаш до тогаш не ми паднало на памет. Сум ја гледал Америка само на филмови, ама гледам работи и патове во Америка. И почнав да си замислувам како би било, што би било и ми се види интересно. Отидов дома кај моите, направив муавет, прво прашав колку пари се. Програмата мислам дека беше $2.500 за да ти најдат работа, све да организираат и со малку молење да кажам, пошто потекнувам од работничко семејство, не дека сме биле гладни или да немаме за леп, ама не многу за луксузи. Со убедување дека ќе ги вратам парите после Work and Travel програмата, се пријавив, ме прифатија, мислам ми одобрија виза и заминав за Лейк Џорџ, Апстейт Нью Йорк. Тоа е
на некои 3,5 сати од Њујорк Сити, преубаво место. И тоа ја го викам мој амерички хоумтаун. Така. Пошто после тоа секоја година се враќав во Лејк Џорџ барем на 2 дена. Тоа што си го замислувал и како ти се виде Америка? Твоето прво слетување на твои колку години тогаш? Немав уште 21, значи по амерички закони не бев полнолетен, за мојот роден таму го славев и знам човекот кај што живеевме ни купуваше пиво за мојот роден ден 21. Така. Прво слетување во Америка ни беше организирано со 2 дена спиење во Њујорк Сити. Преубаво искуство, значи од Куманово идам, искрено до тогаш никад немам видено облакодери и све тоа. И сега спиеме во Њу Јоркер, се организирано, све супер. За тие 2 дена треба да си земеме карта и да идеме во Лејк Џорџ. Прво, мене лично некој интересно искуство ми беше што, ајде, пијам кафе и се спуштам доле, карши хотелот, викам, гледам таму кафе, најефтиното, не е битно, тол, ми даваат кафе од 400 мл. Пи, не се добива на крај го фрлив пола, затоа што нели, кај нас макијато, еспресо, не е битно. Тоа ми беше првото она чудно колку е Америка мегаломанска. Да. А друго, 2009 беше тоа година, одма првата година после кризата, и у тој момент викам, па мора да е Америка во криза, пошто сите работи беа made in China, мада после други работи има Америка од кои што живее, али у тој момент ја викам, не може да не биде во криза кога се е кинеско, сите сувенири, се што ќе видев по продавници беше made in China. Отидовме Лејк Џорџ, имав мобилен телефон од Македонија и сега Лејк Џорџ е мало место, 3000 жители, а јас бев сместен на 3 милји од местото во еден резорт, кај што немаше добра рецепција за телефон. Само им пишав на моите, стигнат сум, ќе ви пишам кога ќе имам сигнал. Ме нема 3 дена. Леле. Отварам Facebook, отидов у таа библиотеката, отварам Facebook, брат ми пишувал, мајка ми, братоџијатка ми и сите, кај си, што си, до кај си. И сега звонам назад, па во каква Америка си ти, мајка ми? Вика, во каква Америка си ти, кај нас секое село има мобилен, има интернет, има се, ти си отишол таму, не можеме да те добиеме. Викам, таа е Америка, ама мајко голема е, нема сегде мрежа. Кај што бев сместен, нема мрежа. И тоа беа тие први почетоци, пошто сега кога сум родител ги разбирам. Да. Кога сум бил 21-22 години, не ги разбираш. И не го гледаш тоа така. Што е толку битно, да. Превозбуден си каде си дошол и што правиш и што имаш, него ли дали твоите ти пишуваат или дали сакаат да те слушнат, но ете, се слушнале. Знам дека се секираат за мене, ама едноставно сега го разбираш тоа. Кога ќе можам, ќе ви се јавам. Ќе ви се јавам. Што започна да работиш? Која ти беше првата? Прво работев во резорт, мејнтененс, одржавање на бунгалови. Добра. Супер беше работата. За студент тоа е. Од мал преку лето, скоро цели лета сум седел кај баба ми и дедо ми на село и сме работеле се и се што, така да не ми било проблем работата. Луѓето ми прифатија, се беше супер. Работев цело лето интересно. Бев сместен со 2 јамајканци, еден кинез, еден турчин, јас, еден пољак, мислам, така 8-9 души бев. Светот на мало. Од сите страни се чудиш, али интересно. Дали беше единствениот македонец кој што беше таму или имаше поголема група од Македонија? Не, во Лејк Џорџ јас прво ги прашав колегите да идеме заедно, вака така, немаше многу пријавници, викам ја идам сам, не ми е проблем. Само ми кажа од агенцијата дека имало некои наши иделе претходно и ми дадоа име од девојката, ја слушнав, ама она си има друга работа во центарот. Ја оваму кај што бев немаше никој од наши, ама окей. Поред ти беше. Па да, ново искуство. Така. И интересно. Колку почна да заработуваш? Како се движеше таа заработувачка, тој живот и таа работа за теб? Првиот долар, мислам дека ми беше $8 на саат и си направив на
пресметка дека со $8 на саат, со 40 и 45 сати, за тоа лето ја нели требаше ги вратам парите, можеби ги вратам, ама за мене нема да има ништо. Џабе Америка, Да, џабе работа. и викам чекај друго, почнав да барам друга работа, најдов и друга работа во еден мотел навечер, преку ноќ, од 11 навечер до 7 се вајле на рецепција. Океј, тука више почнав да правам уште некоја пара и уште како дете желба ми беше да си купам своја кола. Имаше еден колега со мене, ајде вика ја ќе те водам, си купив кола за $700. Првата кола. $700, ама Chrysler, како вие полицајски кај нас што беа порано, огромна кола, ја пресреќен. И ја возев цело лето, на крај таа кола неславно заврши, ја искршив. Добро. Ја оставив на еден другар, ке ми ја плаќаше, вака, така, ништо, среќа што нема направено ништо белја со неја, затоа што остана на моје име, а покасно, кога сум се враќал, да имало нешто ќе било проблем. Да. Потоа заминуваш од Америка, шеташ, гледаш, си заработил колку што си заработил, Иван се враќа назад. Бев, си купив што треба да си купам, на татко ми му вратив дел од парите, не му ги вратив сите пари. Добро. Океј, си да другите виде дека сум си купил за мене лаптоп, телефон, гардероба, такви работи, ама не отидов со намера дека ќе останам таа правоја. Прво ми беше да видам што како, се вратив пак на факултет, пак одма аплицирав наредната година, само сега више поевтино беше, пошто сам си најдов работа, сам ми беше све океј. И таа година пак не останав, 2010-та. Истата работа ја работеше? Не. Втората година више бев почнав во мотелот, па во една друга работа како housekeeping. Не ми успе таму, случајно почнав во едно бенк кафе, тоа е кафетерија, таму се баш пронајдов, а многу ми беше мерак да бидам келнер, пошто слушам келнерите зимаат бакшиш, вака, така, заработуваат по $10,000 за едно лето. Ја гледам дека тоа не можам да го направам, ама слушам муабети. Келнер па келнер. Ми се укажа шанса да бидам келнер, а умеѓу време, пошто ми беше таа втора година ми беше испунета работната недела цело време. Работев и во маркет на каса и ми ја викаат може да бидеш басер во ресторанот. Басер нема врска, тоа е прелазна категорија до келнер. Отидов и тие 2 недели држав 4 работи. Браво. Работев од сабајле прва смена у бенк кафе, попладне или бев басер во ресторанот или на каса во маркетот и 3-4 ноќи навечер пак на рецепција од 11 навечер до 7 сабајле. И кога спиеше? Па на рецепција на столче, ако спијам 2 сати, се одмориш малце? Тогаш и знам се сеќам дека имав таа недела 100 работни сати. А во неделата имаш 168 сати вкупно. Иван, и плюс искачавме со другари или студенти. Ама окей, 22 години. Колку се собира како хонорар, како пари, како заработка? Па 100 сати по, ајде да кажеме 8, 9, 10 со тип, а околу $1,000 неделно, што во ред да потрошам 200, 300, ајде 300 се трошат со смештај со све, пак $600-700 останувале за мене, што трудот се исплаќа. Што ќе се вратам дома, ќе имам наредни 10 месеца да си трошам. Така. Значи заработуваш, се враќаш назад и таа година. Да. Продолжуваш на факултет? Да, продолжив на факултет, пак после наредна година пак сакав да идам и дали е грешка или не знам, али намерно оставив 2 испита од факултетот, за да ако случајно се вратам или ајде нешто се деси, пак да можам да си аплицирам наредна година да бидам редовен студент. Ама 2011 почнав да зборам да више, ајде 22-3 години имам и да си размислувам за иднината, што ќе биде, како ќе биде ако се вратам, ако останам, пошто имав другари што више останале. И ми кажуваат некои што ми возеле камион, викам ова не е нормално, да се вратам ја во Македонија да бидам инженер машински, пак ќе заработам 400-500 евра на тоа време ако сум заработувал, а овие ми зборат дека прават по 50-60 илјади камионџија, шофер да е без негов камион,
50-60 долари годишно. Чивам 2011 кога остануваш, кога решиваш дека твојата иднина треба да изгледа малку поинаку, истите работи ги работиш и таа трета година? Не, 2011 од Басар дојдов на напредување во келнер Добро. и во Бен кафе, две работи, пошто тогаш бевме заедно со тогаш девојката Ангела, така да имам малце време и со неја да се прошетаме некаде. Али пак работев 70 сати сигурно неделно, 70 до 80 сати сум држал секако. И од Нью Йорк некако доаѓаш Чикаго. Да, бевме, а неколку пати се слушнав со другарот, дојде на роден ден, ми донесе саат поклон. Он возел натаму и вика, еве ти саат поклон од мене, ако доаѓаш, ако не, да ме памтиш. Така. Добро, викам, окей. Си правев математики, вака или така, тогаш у Македонија знам дека банките нудеа камата на орочени девизи 8 до 10 орочени денари 8 до 10%. И сега више си калкулираш, нели? Викам, ја да работам 3-4 години, да заработам 200-300 долари, и се вратам дома, ќе ставам 100-200 и ги орочам, ќе си го завршам факултетот, ќе си имам нормална работа, пак ќе можам да живеам да кажеме, луксузно од само една плата и така решив да останам прво идење во Чикаго, кај другарот. И од тука почнува интересното. Приказната. Да. Приказната за твојот живот и како стана до оно што си денес. Камионот. Добро. Не знаеш ништо, никош не си влегол во американски камион. Не знаеш сето тоа како функционира. Како ти се види кога за прв пат влезе во тој камион да го видиш и да почнеш да го возиш? Па морам прво да кажам дека никад не ми беше мене идејата дека ќе останам да живеам во Америка и ќе живеам таму вечно. Секогаш сум го гледал тоа како некој премин за нешто подобро. И сега, како што ви кажав порано, имав искуство од село, возено трактор со приколица. За камион тоа е позитивно искуство. А пред да ја сменам возачката, прво требаше да полагам за кола у Чикаго кога отидов, а веќе си имав купено кола од Нью Йорк и идам таму, ама ми беше со менјач. И добро, идам во DMV, доаѓа инструкторката и вика, окей, па ја од секогаш сум сакала да научам да возам менјач. И си мислам, сега ти си инструкторка, треба мене да ме, нели, учиш? Да ме оценуваш, ама добро, окей. Али добро, виде, каже, добро, знам, гледам дека си возел, само да видиме дали ги следиш прописите и правилата. Тоа беше. Тоа за непон саат време завршивме се, зема возачка за кола прво и после имаше неколку недели тоа школа за камион. Значи, за кола нема часови, не е потребно, ама за камион потребни се, не знам колку беа искрено, али 2-3 недели требаше да се иде на часови, да се вози практично и да се полага после. И започна да возиш камион за некоја компанија. Да, почнав да возам кај другарот, кај што останав кај него, првите месец дена и живеев кај нив, пошто ја кога прашав колку пари ми требаат за да останам во Чикаго, за да дојдам, нели, на почеток, вика, па и да дојдеш без пари не е проблем, ќе ти помогнеме. Ја тоа го сватив здраво за готово. Со Ангела си бевме Калифорнија, си бевме Лас Вегас, купив кола и отидов во Чикаго пак со $500. Добро. Ми помогна за возачка, кај нив живеев па сигурно месец дена и после кога више положивме, бевме уште 2-3 тази останати, со двајца другари се договоривме ќе бидеме цимери. Земавме еден стан. Становите у Америка се издаваат празни. Да. Спремна окупатило, спремна кујна, ама нема мебел. А ние само што положили, уште немаме ни телефони, пошто смартфон 2011 кој имаше, кој немаше. Да. Од првите плати си купивме телефон. И првите неколку викенди од камионот што ќе си го земам чаршафот на теписон и така, само на јасток и на теписон спиевме. Буквално спиеше на земја. Па на теписон. Теписонот на земјата, па ти? Али окей, не сум го гледал тоа како нешто тежина, затоа што пак било некој
премин. Сум сакал да гледам напред, Така. дека тоа било привремено. Тоа е мостот. Тоа Да, е, и поминуваш низ тоа. Да, и баш кога се слушнавме ми текна на сликата и ме пратив на цимирите пред некој ден. Првата вечера во нашиот стан не беше на земја со Макдоналдс, си земавме го на to go и тоа ни е првата вечера. Каде беше тој стан? Каде Вилбург, живеевте? на Кингери хајвеј кај Макдоналдсот. Така, значи ова е предградија на Чикаго, се сите оние кои што Да. не знаат, Блиску не биле до македонската црква. така, во каде што има многу македонци и каде што веќе сите се познаваме едни со други, но тоа така не беше 2011-12. Други времења беа, тогаш доаѓаа македонците, тогаш некако се населувавме и тогаш се градеше таа македонска заедница. Иван, почнуваш да живееш, да работиш. Беа ли вистинските цифри и суми кои што ти ги кажуваат дека се заработува? Па 2011 ја не знаев многу луѓе во Чикаго. Го знаев само другарот од факултет, кај него останав и толку. Ни од Куманово не сум слушнал некој да е таму, после најдов некои луѓе, али немаше толку. Тие работи што ги кажуваа колку се заработува се точни. Така. Дека камионџија може да прави 50, 60, 70 илјади долари годишно, може. Ама ја кога останував си ја правев математиката од печалбарска гледна точка. Останувам да правам пари и си одам. Сега ја имав 23 години кога останав, почнав да правам пари, ама кога ќе останеш во Америка, прво не е битно да ми изведат гледачите, ама прво гаќи и чорапи треба да си купиш, па мебел, па облека, па све за да можеш да функционираш, нели? Ништо немам, јас сум доен со еден куфер, сум дошол колку гардероба сум донесол, толку. И тоа било летно, а доаѓаат зимски периоди, чисми, јакни и така натаму. Јасно, и у моите првични калкулации не ги ставив трошковите за живот. Ги ставив оние студентските кога сме цимери у една куќа по 20 луѓе и тука трошок неделен е 200-300 долари. Кога ќе земеш стан и живееш и градиш живот, тоа малку математиката. Тоа ише се други математики. Така. И ама секако се трудиме повише да работиме, гледаме што како возиш многу. Сакаш да возиш многу. Тогаш сум останав за да, нели, да за да возам. Пари, гладен за успех. Да, тие години уште 2011 па до 2018 се возеше на, како викат, paperlog, така, на тахограф што ние си го пишувавме и реално се праваа доста, ајде да кажам, проневери. Можевме да возиме колку сакаме. И кога сакате? Ке го колку можеме до душе, не колку сакаме. Сите сакавме, тие што сме останале, реално сме останале да правиме пари, сите сакавме, него кој колку може. И да се возе по 4, по 5.000 мили, тоа се некои 7-8.000 километри во една недела за 5-6 дена. Пошто обично за викенд си доаѓавме дома. И пошто си 5 дена на пат сам, за викенд забораваш дека си останал, нели, на печалба, па отидеш до тогаш жупа работеше и таму отидеме да се подружиме малку, па пола од парите и ги потрошиме. И ги нема. И ги нема. Иван, како шофер на камиони, како собственик на камион, односно да си возиш за себе е друга математика. Возиш еден период како, нели, шофер, но потоа сакаш да си купиш свој камион и да си бидеш сам свој гаст. Па возев некои 5-6 месеци како шофер и реално сум сакал да размислувам на повише. Викам, ако му се исплати на некој да има негов камион, да плаќа сите давачки, мене да ми дава пари, валјда се исплати и ако си го имам ја камионот. Почнав да зборам со моите, сега мајка како мајка вика, ама не знаеш што, сега друг ти го бере гајлето, друг ти мисли за поправки, вака, така, плата треба да ти даде, а дали има работа или не, тебе не те интересира. Викам, да, ама ако е поисплатливо да е мој камионот, не ми сметало тоа да имам повише одговорности. Да се грижам јас за него. Сум сакал повише, од секогаш сум сакал повише. И така некако, али нели, останувам 5-6 месеци, колку и да заработуваш со првичните трошкови, не може да останат пари. Мајка ми во тоа време работеше уште и зема кредит 10.000 евра за да ми ги прати мене, за синот да купи камион. Од Македонија пратени пари Америка. Пошто сите нели викаме
лесно е, не е баш лесно. Мислам, може да се направат пари, ама треба време. Сега ја сакав малце да го убрзам тоа, а кога веќе се понудија моите, Нека зошто помогнат. да не? Да. Тие пари ги земав, си уплатив да имам мој камион, после регуларно и ги вратив. И после некое време Ангела дојде, уствари не дојде тогаш, пред летото зборевме, правиме моабет, вика, а што би правила ако имаш уште 10.000 долари? Викам, одма ќе земам уште еден камион. Не знам како и што зборела она со татко и, ама и татко и ми даде, ние тогаш бевме уште во врска, ама и татко и ми даде уште 10.000 долари за да одма земам за неколку месеци уште еден камион. Так. И ете така почнав да купувам неколку камиони. Првично пред било што друго ми беше да ги вратам тие пари, пошто реално кога сум дал збор, тачно ми помогнале луѓето, ама Да се вратат. мајка ми, моја фамилија, незините, али тие пари треба да се вратат. Иван, ќе се соочиш со фактот дека да си машински инженер во Македонија е една професија, а да си камионџија во Америка е друга професија. Со умисла дека доаѓаш во Америка да возиш камион, а напушташ професија машински инженер во Македонија, помалку е табу тема и тоа малку изгледа различно во очите на оние кои што живеат во Македонија. Но тоа во пракса не е така. Се соочи со коментари сигурно и ти самиот не признаваше дека возиш камион во Америка, затоа што не ти беше примарна професија и не сакаше тоа да го работиш. Па, тоа заборавив да го кажам, фала што ме потсети. Ние, спенот ми беше индустријско инженерство и менеджмент, и секогаш кога ќе ни се обраќаа професори, ни викаа, утре вие кога ќе бидете менаџери, и 5 пати кога ќе ти го кажа тоа, ти више почнуваш да си го замислуваш дека е така. И реално, кога прв пат останав да возам камион, малци и мене ми беше, не знам, така, ајде да кажам срам, сега сум учил да бидам машински инженер, а сега камионџија. Почнав и на мајка ми и татко ми вика, вако ве прашаат нешто, кажете, со другар работи нешто во фирма, тоа е. Ама почнав да возам, недела 2-3, почнав да си заработувам по 1000 и нешто долари неделно. Гледам дека работам, не крадам од никој, не ми ги дава никој тие пари, не ми доаѓаат од кој знае каде, работам поштено си ги заработувам тие пари и им кажа, викам, Иван, остана да вози камион, дали ќе биде некад машински инженер или не знам, сега моментално Иван е камионџија и идеме напред. Така, и не се срамиш од тоа што беше и како стигна до оно што си денес. Па, извини, тоа за срамење почнав да го гледам некое време дека не е битно од кај си, од кај потекнуваш и од каква фамилија доаѓаш, битно е ти кој си. Кога намерно кажав на почетокот дека од Рајкова куќа сум по потекло, тоа е приградска населба во Куманово, и кога се запишував во средно школо, имаше коментари од соученици, селјаците нели од ова, ама кога ги погледнав и луѓето што живеат во центар на Куманово, со какво понашање се, какви манири се, викам искрено не ми смета да сум и од Рајкова куќа, ако знам кој сум. Така да после и со камионот беше така, ако јас знам кој сум, не е битно дали сум од Македонија или не. И со она што знаеш што си, со каква визија сакаш да успееш, одиш понатаму и купуваш еден камион, уште еден камион. Камионите почнуваат да се редат сами по себе, но освен што се редат сами по себе, ти ги учиш тие шофери да возат камиони и си инструктор на еден или друг начин. Ама лош и строг инструктор, што би рекле другите. Затоа што сакаш да успее тој твој ученик кој што утре заутре ти се заблагодарил, така? Морам да бидам искрен тука, не дека мислам, окей, сакам да успее, ама мене ми беше доверена некоја, би дале доверба да ги учам тие луѓе. И сега, ја имам одговорност према компанијата, кога више ми дале некој да учам, не дека тоа го правев ја чисто пошто, нели, многу благородна работа, тоа е тешко, али имав и ја интерес за тоа што можевме да извозиме некоја милја повише и окей, се наоѓа. Ја на сите тие мои ученици им кажував дека имам доволно другари, не ми треба да сте ми одма другари, тука сте да ве научам да возите како што треба. После, ако сакате да ми кажете здраво, ако сакате да ме испочитувате во ред, сега мора да биде така. Сега од време на време имаше коментари и
ама ти вака, ама ти така, ти си многу строг. Сум. При она учење и возење во Њу Јорк се случува една неубава случка, која што ти е животно искуство и лекција во животот. Па, Сликовито да објасниме што се случи. Возиш со еден твој другар во камион, кој што го учиш да вози камион, така? па тогаш кога купив вториот камион со парите од татко на Ангела, ми дадо еден дечко на обука, ми кажа, обучи го, може да биде шофер за тебе, пошто купуваш нов камион, нели? И добро, возиме ние 3-4 недели, и кога учиш некој, реално си преморен, затоа што и кога он вози ти си буден, и кога ти возиш ти си буден, спиеш кога како. Али добро, млади сме, навикнати сме дека не спиеме многу. Јас позади пробам да спијам, знам дека врнеше многу, и он не ме разбудил кога врнело да застанем или било што, и он си викал, ајде, ја ќе тренирам сега, ама отворени вагите, пошто има, не знам како да ги ведам, ама има ваги на автопатите во Америка, каде што проверуваат дали сите документи се исправни, дали тежината е како што треба, и он вика по мене, еј, абе, вагата е отворена. Океј, викам, супер, двајца сме на логбук, чисти сме се, влагај. Застанува он, и сега во Њу Јорк е State Police на вагите, и доаѓа полицајецот, не вика, документи, му даваме, он возачката, ја возачката, вика, а други документи, викаме, еве, нели, логбукот ова, тахографот, ајде на македонски, и bill of lading, а вика, други документи, грин карта, пасош, викам, имаме, ама во Чикаго. Вика, со вас треба да имате грин карта, work permit. Умеѓу време, Ангела, тогаш слушавме муабети, дека ако им покажеш прстен, нели, ќе ти поверуваат, ја имав некоја бурма тука. Еве, викам, женет сум во Чикаго, во процедура сум и имам документи. Ама не, вика, со тебе. Викам, имам, ама во Чикаго. И сега, добро, виде, не виде. Добро, вика, чекајте, ќе се вратам, отиде тамо, проверуваше нешто, се враќа. И на мене вика, you're overstay, на другарот му вика, you're complicated. А другарот вози камион, ама он уште има виза. Тоа беше септември 14 спрема 15 2012, пошто знам 15 септември на татко ми роден ден, тогаш не уапсија. И добро, викам, што значи тоа? Па ништо, вика, ќе викаме immigration, како, immigration and customs enforcement, па ќе видат они. Добро. Значи ви вика на имиграциона полиција, да речеме. Да, пошто шериф обичен и обична полиција нема право да ти бара документи, ама државите што граничат со Канада, Њу Јорк, Мичиген, Минесота, државна State Police или државна полиција има право да те праша да ти провери. Ама нема право да те апси. И сега они ги викаат овие immigration и доаѓаат они. Ги чекавме 2 сати, пошто нас не апсија од Бафало на некој 100 и нешто мили, и од таму ги праќаат, ги чекаме тука, меѓу време си седиме во камионот, ја ги припремам овие во Чикаго другари, викам, мене валјда ќе ме апсат, другаров, ќе го пуштат, има виза. Да идеме да се, викам, го прашувам полицајот, викам, може ли да одам до ВЦ? И он ме погледна само така, викам, нема да бегам, тука сме. Нема да бегаш, викам, мечки ќе ти се од тука, све шума околу и да бегаш џабе ти. Добро, нема врска, чекаме и сега чекаме, и ќе дојда овие од immigration. Вика, Ајвен, викам, јас сум другарот, ајде да не го именувам, не сум го прашал дали смеам да кажем или не. Добро. И вика, а он има виза уште и он е лайфгард во Тексас. А ние сме у Њу Јорк, вози камион. И вика, did you swim tonight? И он го гледа и вика, no. Did you save somebody from drowning? No. Ајде, врти се, лисиците на него. Мене веќе ми ставија лисици. И не зема да не возат у Бафало. Во каква кола ме ставија? Chevrolet Tahoe, што е огромен джип за наши стандарди и за амерички стандарди, ама пошто е полицајски, он е преграден. Другаров е 2 метра. Пред да влеземе внатре, еден со друг си зборат овие полицајци и вика, абе, не знам, ќе оставам на тебе да одлучиш, ама овој големиот, ако го ставиме со рацете позади, ќе ни умре до оваму. И добро, не ги ставија рацете вака, он како во детска количка беше, буквално.
Добро, не носат, а мене више, пошто таа бурмата, нели, не е ни оригинални ништо, малце мала, почна да ми го стега прстот и јас пробам да ја извадам, ама помалце ние лисиците Чукаат. плацкаат. И само едно време слушам овој полицајецот вика, ако слушнам уште еднаш да мрднат лисиците, пак ќе бидете врзани назад. Добро, викам, ајде. Од таму тоа беше 11 на вечер, додека да дојдат докаде стигнат 3-4 сабајле и уште ја уморен, но пак не спиен, викам што сакат нека ни прават, само да ни дадат да спиеме негде. И идеме сега у процесирање, не знам нија како е тоа. Таму име и презиме, кога си влезен, од каде си, што си, како си, сите податоци, нели? И не прашуваат дали каква процедура сакате. Ја не бев толку исплашен затоа што знаев дека ако те уапсат, плаќаш кауција, искачаш и се браниш од слобода и тоа е тоа. И не прашуваат дали сакате убрзан случај или регуларен. Ако убрзан, треба за 2 недели да докажеме дали треба да сме во Америка. И ако не депортираат. А регуларен кога ќе не закаже. Регуларен случај, добро, и више мене прстот црвен. Викам, било што било, тоа е вадење, а толкаво црвенило, ама морав да го извадам прстенот више. Крај. Ништо. Бидна што бидна, не оставија да чекаме сега тоа не е келија, него пак е притвор, ама се е бетон. Значи, како изгледаат сите тие простори кај што ве однесува? Како... Кога ќе ти речат, ме уапсија во Америка и ме однесува во имиграционен затвор. Не сме стигнале до тоа. Не сме таму. Сега уште сме на процесирање. Бетон. Значи, клупата е бетон, подот, се е бетон и има една железна шолја, не е битно. Не е уморни, ни се спие. Во тренерки бевме, ако беше септември, во тренерки заспавме со рацете под нас, вака, и за саат време не будат. Помизерно у животот не сум се чувствувал, затоа што целиот тој студ у нас не можеме да си дојдеме при себе, се тресеме, не знаеме кај се наоѓаме. Пак му викам, дај само нека ни дадат кревет, да легнеме како луѓе, па кога ќе не пуштат, што, како, не ми е битно. Не однесува сега, више идеме во тој голем затвор, идеме таму и сега идеме у друга привремена келија, кај што треба да ги дадеме сите наши работи, значи ги предадовме сите наши работи и ни даваат една јастучница, внатре плава униформа, не портокалова, затоа што портокаловите се за оние што имаат криминално досие, овие со плавото само за имиграција и толку. Добро, и сега легаме у тие привремените кели, тие се со метал. Викам дека добро е, барем металот ќе го згрееме кога тогаш. Тука уште некое време, можда пола саат, и сега вика, ајде да ве процесираме, а јас се уште се надевам, затоа што ние додека чекавме ваму на вагата, више се јавив ја од Чикаго, Ангела со другарот више зема пари и тргаат на кај Њујорк, ама има 8-9 сати возење до Бафало. Али јас се надевам готово, додека нас тоа да ни се деси, да не isпроцесираат, и стигнат они и готово, си идеме. Добро, им ги дадовме на службеничките сите работи и прстенот вклучително, и сега треба да се облечеме. Тука се службеничките, они си куцаат и сево, ваму позади нив имат тушкавини отворени, полицајецот не гледа, ние се бањаме тука, за да не скриеме нешто. Така. Голи, добро, се облековме, ајде сега идеме на друго место, сега идете више у келиите. Ама келиите у детеншн центар, у притвор, се со по 40-50 души, пошто, нели, само за имиграција оно е, нема криминалци со такво досие. Јас се уште си бев лабав. Отвараме вратата, тоест отвара полицајец, одиме по него ни, одеднаш 50 души вазелина. И тука више нешто не е во ред. Пробувам да глумам некој опасен, што ги глумиш, срцето бие, като чекав дека нешто не е во ред. Се качуваме по скалите, ова се вашите 2 кревети. Сега сумнив уште што се дешава, како се дешава. Почна да доаѓаат мексиканци од Хондурас, се најде еден човек од Чешка, почна да прават муабет, и добро, викам, гледам дека не е толку опасно, окей, си правиме муабет, се деси еден бразилец,
со нас и вика, my friend, this is good life, free food, free bed. It's okay. Да, он нема гајле. И радознали си они, кој кога ќе дојде, го прашуваат што како. Викам, ние си идеме. Не може да си идете. Викам, на девојката иде со пари, меѓу време разбравме дека треба да е кешир чек, не може кеш. Ајде, идат у банка да им да сертифициран чек. Викам, плаќаме кауција и си идеме. Не можете да си идете. Да викам, добро, вие ќе ми кажете. И се расправаме ние така. И вика, не можете да си идете за викенд. А тоа е сабота. Трчење доле до полицајецот, пошто беше на 2 спрата, цело отворено и еден полицаец има со нас. Викам, може ли да се плати кауција за викенд? Не, вика, канцеларијата не работи. Викам, тука е. И со другарот си викаме, добро, значи 2 дена имаме сега. Тука сме. Им вртам на овие, викам, извинете, ни дадоа да се јавиме, извинете. Палете колата назад, тоа е до понеделник ништо. После ни кажа дека понеделник може и у Чикаго да се плати. У Чикаго Immigration канцеларијата отидоа да завршат, ама не заврши у понеделник, теку вторник. Вие си седите Си играме кошарка со една топка како за деца, онаа сунгераста, за да не може валјда да направиш нешто, пинг-понг, што викаше бразилецот, free food, free bed. Што храна ви дава? Знаеш у колку се будиш, у 6 саат се будиш, и одма сме на броење, у 7 мислам дека е доручекот, у 1 пред ручек пак е броење, па у 6 или 5 пред вечера пак броење и легнуваме да спиеме у 7. Так. Све ти е организирано, нема што да се мислиш ти ништо. Храна, после тоа долги години кога ќе јадевме такос, ми текнуваше на затвор, викам, кога бев на времето. И најинтересно е што ти можеш да ти прати некој пари да земеш од кантина ако не јадеш нешто или било што, ама и тоа не може да се процесира за викенд. Значи, тоа што има тоа е. 2-3 дена тоа е. Али окей. Искуство е. Искуството во затвори не беше толку страшно, затоа што слушнеш други приказни што нашата и добра. Ја немам деца, немам никој кој што чека да се вратам, па да е битно. Имаше луѓе што ги извадиле од дома со по неколку месечни бебиња. Имаше еден човек што се кажуваше дека од Јамајка, дали од Јамајка не знам, он 5 години таму е, не можат да го најдат у системот у Јамајка за да го депортираат. И он 5 години е во притвор, не е во затвор, 5 години е во притвор. И така се седи си. Да. И јас се викам, Иване, добар си. Добри сме. За 3 дена. Тој бразилецот што беше весел, он не го брига, он бил 3 месеци на излез за Канада, више му изминала визата за недела дена и он на излез го уапсиле и го вратиле назад. Без потреба, ама го пушти и него. Со другите приказни на луѓе што стварно се таму, имаше еден дечко од Мали, или не знам од каде беше од Африка, човекот збореше само француски. Ни англиски, ни шпански, ништо. И јас сега ајде се правам дека пошто сум учел 8 години у основно и у средно, викам ајде збориме француски, кога не го збориш јазикот толку. Чабе, да. И ништо, само манже и толку. Немаше никој друг што збори француски. А тој беше веќе година дена таму. Значи луѓе со тешки судбини, со така да нашата и добра беше. Со 2-3 дена седење да ги слушнете тие приказни не е лошо. Да, се искочивме. Се плати кауцијата, излегувате и двајцата? Да. И ве пуштија да се браните од слобода? Да. Се дур не се реши ситуацијата со па не пуштија, ни дадоа, нели, како се вика, документот и сега више чекаме датум за судење. Кога ќе ни закажат. У тој момент ни имавме и олеснување затоа што више не се плашиме од имиграцијно. Го поминавме тој процес. Да, тоа е. И само си чекаме датум и тоа е. И животот продолжува понатаму? Продолжува затоа што ние со Ангела веќе имавме букирано за наредна недела одмор. А мене ме апсат, викам ќе ни пропадне одморот, али среќа вторник не пуштија, рентакар, стигаме Чикаго и за четврток више знам дека треба да идеме на одмор и еден другар се зафакаже, вика
9 од затвор на одмор, па викам, така се деси, што Таков е бре? животот. Да. И животот од одмор се враќаш и на работа, камионите се множат и како се основа и се отвора Cargo Runner. Па почнавме да возиме пак, си возиме, тоа беше 2012-та, 13-та, више, пошто возев бокс или драйвен, затворена приколка, не беше добра годината и почнав да размишлям на друго, викам, гледам оние што возат флетбед, што се отворените платформи, прават пари, ние двајцата не можеме како еден камион да направиме. Викам, ќе се префрлам у тоа. Кога веќе сум камионџија, дај да бидам камионџија за повеќе пари. Така. Се префрлив на флетбед и почнав 2014 да возам, не, 2013 почнав да возам више флетбед, а интересно е што се слушав со еден другар, тој со брат ми и со негов другар и вика, како Ивче во Америка? Викам, окей, оваа година не е баш најдобро, ама окей. Зашто бе, јас сум слушал дека во Америка камионџиите прават по $3,000 неделно. А викам, прават по $3,000 неделно, ама секоја недела кога ќе возат, кога ќе немаат поправка и кога не треба да дадат пари негде другде на страна. Таа недела кога не возиш, наместо да правиш, ти, нели, камионите се на пейменти, ти даваш пари, имаш трошок од $1,000. Да. Па јас сум мислил дека се прават многу пари. Се прават ако возиш Нон-стоп. 365 дена. Да. И така да 2014 више возев уште, имавме со Александар купивме уште неколку камиони, ајде да почнат и други деца да возат за нас, али си возиме и ние. И почнав да читам некои книги од време на време за мотивацијски и такви работи, како се викава, саморазвој. И реално почна да ми се врти некоја идеја у глава. До тогаш, например, сум знаел, привремено сум во Америка, пробувам да направам пари и си идам дома и тоа е тоа. Сега више, кога почнав да размислувам другачие, почна да ми се менува и видикот. Интересно е дека сите ми се чудеа, ја возев и читав, што не е многу... Не се препорачува. Не е препорачливо, не е законски. али вие ја знаете 80 во Ајова, во Небраска е прав автопат и така читав книги нон-стоп. И почна да ми се раѓа идејата што ако ја можам да пробам барем нешто, пошто сега не дека е многу поврзано со тоа, ама во една книга, не знам која беше, прочитав Успешен пекар. Умира и иде кај Свети Петар, и му вика, ништо од тебе не бива, си го потрошил животот. Како бе, вика, цел живот работам, помагам на луѓе, сум вработувал луѓе, сум давал во хуманитарни работи и све тоа. Па да, ама вика, ти требаше да бидеш председател, а не пекар. Така да, и ја почнав малце да си фантазирам, викам, зашто па ја да бидам цел живот камионџија, нели? Можам да пробам нешто повеќе и не беше пазарот најдобар 2014, не се праве некои кој знае какви пари, викам, ако веќе не бива, нема да биде ради тоа што ради мене и ќе знам дека сум направил све што сум можел. Сакам да пробам. Да. И почнуваш, пробуваш. 2015 ја отвараме фирмата, тоест ја отварам прво ја сам. Почнувам 2015 уште јас си ги диспечирам камионите, мои се камионите, ние не можеме ништо да направиме. Колку камиони беа тогаш на почеток? Па почнавме со 5. Тие 5 што ги имавме, 2 имав јас, 3 ни беа заеднички, мислам со Аце, ги ставивме сите у Cargo Runner и тука почнав, али малце повозив и ја и после ги пребацив сите и почнав да ги диспечирам. Нема, кога нема бизнис, кога нема пазар, каков нема и едноставно не бива, ама си се нафатил на орото, нели? Фала Богу, уште кога останав, почнав да градам кредитна историја и да имам кредитни картички што има поголем лимит, што можев да трошам. И кога и да зашкрипеше кредитните картици. До 2016, таа првата година, ни се деси да ја више работам, пробувам све и свашта, а сум $100,000 у минус на кредитните картици. Кој што има 25%, 28% камат. Значи, максимизирање на кредитните картички, да. Во долг огромен, но сепак возиш, се трудиш, успеваш на твој начин,
паѓаш, си се уште во долг и долго станува се поголем, камионите стагнираат или се развиваат? Не, цело време растеме со бројка, али цело време растеме и со проблеми, со финансиски проблеми. Фала Богу, уште имаше млади деца што останува, што сакаа и они да возат, па можевме некако да извозиме нешто екстра за да заработиме некоја пара. Али првата таа година ни се случи да ни откаже менувач на еден камион, тоа е $10,000 на пат, на друг камион ни се расипа моторот $20,000. Нема толку пари, со 4-5 камиони во фирма нема толку кеш. Значи се вртат пари во Америка, ама кешот е секогаш проблем. Али нема откажување. Ја работев од сабајле од 7 до кај 5 ги диспечирав камионите и такви работи, после идев да возам Убер со колата, затоа што окей, ми требаат пари, не ми интересира. Газда нели на компанија, ама он иде вози такси. Сум пробувал да направам све што може за да се извадиме од тој момент. Ти си доказ дека патот до успехот е трнлив, не е лесен, не е постелен со цвеќиња и стануваш газда преку ноќ на компанија со камиони. Ти си баш онаа приказна со многу возење, со многу трнлив пат, многу пот. Позади она што си денес стои многу напорна работа. Кажи ми за името, за Cargo Runner. Зошто Cargo Runner? Тука сум благодарен на Машински факултет, кога имавме еден предмет и баш учевме брендирање и какви да бидат боите на брендот, дали да биде црвена обично е провокативна боја, ама не толку влева доверба, плавата влева доверба, затоа повеќето банки се со плава со зелена. А името да него или сакаш да го врзеш со фирмата да се дистанцира во една индустрија, или сакаш да биде сеопфатно. Не сакав да ставам тие кратенки вакви такви некои од име презиме и имав неколку опции. Cargo Runner некако највеќе фаќаше око и на мене и на други пријатели што ги прашав. Значи знаеме што сме Cargo Runner, не може да биде, не знам, мобилен оператор, бутик, така да дојде до тоа и више 12-та година се уште сме со исто име. Пробуваме да работиме како што треба, затоа што на времето многу луѓе сакаат да на побрз начин да успеат, па ајде ќе затвориме оваа фирма, ќе отвориме нова, па ќе отвориме нова. Искрено толку ми беше тешко првите 2-3 години што си викав ако треба пак да го правам тоа одново, искрено не знам дали ќе имам сила да го правам тоа. У тој момент можев, затоа што немав деца, можев да се посветам комплетно само на компанијата и тоа е тоа. Иван, како успеа да се извлечеш од тој 100.000 долг што беше во картички? Како успеа да испливаш над проблемите и како успеа да ја дигнеш компанијата на нивото што е денес? Па не застанував со работа. Пробував да учам, да собирам искуства од други луѓе. Па исто еден другар што ми има доста помогнато и ми викаше цело време прашај паталец, а не гаталец. Така да, после 3 години више од компанијата, цело време работа, што и да требало, кога и да требало, секоја можност сум гледал да ја земам, и сега тоа значило дека треба некад во 2-3 сабајле да се јавуваш на телефон, да се оправаш со еден со друг, али, пак ќе кажам, можев, затоа што немавме деца и посветен максимално на тоа. Сега, многу луѓе не сакаат да работат за друг 8 сати, ама не се спремни да работат 16 за себе. Не може, ако не кеш да работиш за друг, мора да си спремен да работиш дупло повеќе за себе, за да успееш. Нема рецепт лесен, ај ќе направиме пари. Лесни пари, лесно и се губат. И отворивте компанија во Чикаго ерија. Да. Отворивте односно канцеларија, која што имаше колку вработени на почеток? Па на почетокот ништо, јас и уште едно девојче, после
сестрина Ангела, она остана 2014 и она почна да работи со нас и до 2018 бевме 3-4, јас 24 сата на телефон, они ми помагаат што треба да ми помагаат и више тука почна малце се смени и пазарот, да кажам, 2017 почна да се прават малце поише пари и така се уходавме негде. 2018 више почнав да размишлям да растеме повеќе. Затоа што 20, тогаш ќе беа околу 30 на камиони, реално окей, ама пак ти си еден одговорен за сите. Сега, у мојата глава беше дека ако растеме повише, ќе може да се дисперзираат работите, да се предаваат на други одговорни лица. Така. И така почнавме уште појако, па после 2019 нели ги забранија овие paper logs, се воведе електронскиот логбук, наши некои фирми, источноевропејски фирми, уште има што може да ги преправат. Ја искрено си кажав, не сакам да мислам дека утре некој ќе дојде одма ќе не затвори компанијата затоа што не сум работел по прописи. Или ќе научиме да работиме како што треба, да правиме пари на правилен начин, пошто има компании во Америка со по илјадници камиони и работат според закон, а прават пари, или викам воопшто Да затвориме. нема што да работиме. Како се расте од 30 камиони на 100? Каков е тој раст? Како се станува поголем во индустријата? Прво се расте, па се паѓа, па пак се враќа. 2018 при крај таму негде стигнавме до 50 на камиони и кога веќе кажавме дека нема да работиме по тој начин кај што ќе се возат 4 до 5000 мили неделно, за 3-4 месеци изгубивме ние скоро пола од камионите. Дали бев лут или не, тоа дискутабилно, да кажеме, разочаран, затоа што на тие луѓе си гледал дека си им помогнал, све што можело да им се направи си направил, а сега кога треба да се држиме малце заедно, нема, али не ја добив поддршката, окей, али после си сватив дека пак секој ќе си го гледа своето и почнавме да бараме луѓе што ги, да кажам, делат истите принципи со нас. И од 25-6 камиони 2019, стигнавме пак до кај 40-50 камиони, што ја направивме пак бројката, почнавме да работиме, ама пак удри корона. Пак нов удар. Пак нов удар. 2020 кога нели почна се тоа да бива, ние тури што сме возеле за $2.500, сега ги нудат за 1200. А трошоците се исти. Ти дадат помалце пола од парите. Не можеш и да бесплатно вози шофер, не можеш да ги покриеш трошоците со тие пари. Во минуси секако, значи загуба. И тие првите 2-3 месеци имав нешто, инвестирано на берза, си ги повлеков тие пари, иако во загуба, затоа што берзата падна тогаш. Си ги повлеков тие пари и со АЦ почнавме да се пребројуваме уште колку месеци ќе можеме да истераме. Почнавме така, отидовме, не знам зашто, претходно 2019 за да пробам да и маркетинг малце и вака и така, си имав купено кола, мерак, све тоа, ја продавав на пола цена, само за да ги земам парите, за да вклучам во маркетинг, пошто исто, еден човек ми каже дека мора да работиш малце на личен бренд, сакаат луѓето да видат дека ти си во компанијата, дека не е, не знам која мултинационална компанија, да видат приказна од шофер дека си отворил компанијата и добро, почнавме тоа да го тераме. Тие беа задни пари што можев да ги вложам и 2020 више нема како. Колку вработени имавте тогаш? 50 на камиони и 2020 немавме уште канцеларија овдека. 2019 уствари отворивме, ама имавме 10 на луѓе се нас. Почнавте да испуштате луѓе од работа, како што се случуваше тоа на глобално ниво? Не сакавме таа игра да ја играме, пошто имаше некои луѓе што вика моите камиони не возат испод $2 на милја.
И сега они има исто 30 на камиони како нас, ама ги паркира камионите, луѓето валјда ги отпуштиле, не знам. А ние размишлевме, добро, ќе ги паркираме камионите. Пементите пак мора да идат. Луѓето ако ги отпуштиме, кој ќе се снајде, кој не, ама ќе изгубат моментум и после кога ќе треба да ги вратиме назад, ако се среди нели ситуацијава, пошто секој се надеваше за 2-3 месеци ќе заврши, Да. викам ќе ги немаме луѓето кога ќе сакаме пак. Се договоривме, идеме ли до крај, идеме. До кога треба, до тогаш идеме и колку можеме да издржиме, ќе издржиме. За среќа, мислам дека у мај почнаа да пуштат оние сега да помош Грантовите. грантови и помоши на луѓето. Да. И тука се деси некој преокрет кој што стварно бидна бум. 2021 ние имаме направено повише пари отколку претходните 5 години сите заедно. Че експлодира бизнисот, експлодира економијата, се случи преокрет, односно се случи едно движење на кое што никој не се надеваше. Да. Неспремни ги фати сите на добро. Да. Значи се случи една експанзија во тракинг, односно камионџиската индустрија, во која што сите заработија многу. Да, и сега у моментот кога нели се мислевме дали да затвараме, да паркираме или не, ние имавме толку околу 40, скоро 50 камиони. Оние што ги паркираа камионите до 2021 они стигнаа од 30 на 30, затоа што пак додека се прегрупираш, ние не бевме, не затворивме, не отпуштивме никој, за нецела година ја дуплиравме бројката. 21 више имавме 100 камиони. Чи ви се случи навистина успех, Да. се дуплиравти со вработени, се дуплиравти со камиони. Како се најде ти сето тоа како собственик на Cargo Runner? Па, како? Пак работеше Не, 24 сати. Пак си работам, со таа разлика што сега имавме и бебе и почнав да сваќам дека не мора во се да сум вклучен, можам да ги прераспределам работите, дали некој ќе направи грешка, сигурно ќе направи грешка, дали ќе заработуваме помалце пари, да, по број на по единица камион, и сега тоа го викам, колку сме заработувале на 30 камиони, сега имаме 130, не значи дека заработуваме 4 пати повише, затоа што имаме многу повише луѓе, многу е повише распределено, али секако заработуваме. Така да почнав полека да пробувам да ги делегирам работите на луѓе и да прифаќам дека ќе направат грешка, пошто првите 3 години тоа беше не знам, крај на света, ако се направи грешка, знаев да бидам многу ајде да кажам строг, безобразен, никад не сум бил безобразен, али доста строг. Не ги прифаќаше грешките. Многу лично ги сваѓаше очигледно. Затоа што ја ги мултиплицирав. Ако некој направи една грешка сега, јас знам дека, знам, одма си ја мултиплицирам што се дешава на крај. Пример, ќе излажеме брокер дека ќе стигнеме до 2 сат на утовар, нашиот камион уште не е празен. Океј, сме го излажале наивна, во надеж да не ни ја земе некој турата, нема друга тура. Добронамерно. Добро, океј. Ама не стигнуваме. Тој брокер не става на do not use листа, кај што ја гледаат сите други брокери, и утре тој не вика ја не работам со тебе, и пола од другите брокери и они ти викаат не работиме со тебе затоа што ти не си стигнал за турата или си излажал да дека ќе стигнеш. А зашто една наивна лага? Или шофер ќе направи мала сообраќајка, што за него е мала. Абе ништо не е. Ништо не е, ама во Америка знаете како идат со осигурањето, ако го удира од позади, после се ние сме добивале тужби од 300-400 илјади долари, затоа што го има гребнато од позади и више готово. Вратот го боли, има нели од доктор потврда и животно загроза. И сега ја кога ќе сме ги направиле тие грешки, јас сум го гледал крајниот резултат и затоа толку се нервирав. После некое време едноставно мора да сватиш дека не можеш се да исконтролираш 100%. Можеш да се трудиш, можеш да пробуваш, можеш да ги едуцираш луѓето, да бараш луѓе што ги делат истите принципи како тебе, ама 100% нешто да не може се да е совршено, нема совршено. Има на 130 камиони,
имате и отварате канцеларија овде во Македонија. Кога се случи таа експанзија да бизнисот го донесете во Македонија? 2019 отворивме канцеларија со 3-4 вработени. Во Куманова? Да. И 2020 мислам дека се преселивме овдека, више ни треба поише. 21 кога више имаше многу работа, вработувавме повеќе луѓе, стигнавме до 20 нешто луѓе и постепено градевме. 23-та мислам дека отворивме канцеларија и во Битола, пошто така искочи шанса. И сега моментално во Куманово имаме околу 40 луѓе и во Битола уште 10 и во Америка, значи 60 луѓе вкупно во канцелариите. 3 канцеларии кои што работат. Каде се, значи, оние кои што работат со сметки, со акаунтинг, што се нарекува, се сместени овде или Америка? Како ви е распределена на работата? Пошто Америка е, да кажеме, напредна за тие работи, не им треба документи оригинал за се, користат DocuSign и скенери и све тоа, така да имаме во Чикаго една девојка што работи акаунтинг, другото е овдека. Во Чикаго имаме, да кажам, за секој департман по некој одговорен и сапортот е од Македонија. Македонија. Да. Има многу вработени овде во Македонија и многу помош на оние сите македонски фамилии кои што се ранат токму од овој бизнис. Па Инекција, буст. секој си го заработува своето. Така. Не можам да кажам помош, шанса даваме да секој што почне работа да си го заработи своето. Помош искрено не можам да го кажам како помош, затоа што секој си доаѓа на работа да си... Знаеш во кој стил мислев помош? Во стилот да не работи на друго место, да не се одсели од да речеме бара подобри услови Хрватска, која е помош за да дојде овде да работи. Едноставно го задржуваш овде во Македонија. Па јас сакам Со да услови. верувам во тоа и искрено среќен сум што мислам дека барем 90% од нашите вработени овдека не размислуваат да се селат на страна. Според тебе, каква е работната сила и снага во Македонија со тоа што ти се соочуваш? Твоите вработени? Различна е од тоа во Америка. Морам да потенцирам дека и во Америка 90% ни се македонци или срби вработените. Наши, така да во Америка кога почнувавме, сите бевме од исто дојдени. Иста мака не дели, исто се и сите сакаме да успееме. Овдека во Македонија веќе колку сум 4,5 години сме вратени, малце е повише се диференцираат луѓето, као се оддалечуваат, немој да му кажам нешто на газдата или немој да се налути или немој вака. Викам, луѓе, може да ми кажете се што сакате. Едноставно ја сакам да ми кажете. Ама тоа што треба да го сработиме, да го сработиме. Има вредни луѓе тука, треба да им се даде шанса, ама нека ти треба перцепцијата да се смени, пошто многу не само кај вработените, кај целокупно население многу уште влада она комунистичко дека се државата треба да ти обезбеди, ти само треба да завршиш средна школа и друго, средна школа не е битно факултет, и све друго треба да ти некој обезбеди. Во светот не функционира така. Посебно Америка, тоа не е така. Посебно во Америка. Иван, ке речеш се вративме. Сакам да ми го раскажеш тој процес. Селење од Америка во Македонија, како сопственик на компанија, со фамилија, со 2 дечиња, сопруга, зошто и како? Како се случи таа? Првично, не сака, мислам, уште од старт не планирав за навек да седам во Америка. И после некое време отворивме компанијата, ајде да пробаме како ќе биде. Идеја ми беше да ја израснам компанијата, затоа и не отворав канцеларија 4 години тука, зашто сакав да ја продадам компанијата, да си иземам парите, да си дојдеме дома и тоа е тоа. Умеѓу време се договоривме со Аци и со Антонио, влего е и они во Cargo Runner, официјално 2018 и 2020. Претходно ми беа како помош, реално каде да затребало, али официјално они тогаш влего и си размишлев дека може и така да функционира. Така се договоривме со нив, дека они ќе ја водат таму, ја овдека, али од секогаш ми било идеја да се вратиме.
сакавме барем едно дете да ни се роди во Америка и да се вратиме. Кога тоа дете се роди 2019, 2020 у март, баш 2 недели пред неговиот роден ден, на Симон ни затворија се и сега викаме да се вратиме во Македонија, сите се плашат. Сите сакаат да те видат, ама ќе биде вака или ќе биде така, и со малку убедување спрема Ангела викам дај барем уште едно дете да направиме тука. Валјда ќе се среди некад короната и Емилио се роди 21 и 22 си дојдовме насад. Како се спакувавте? Како го спакувавте животот во Америка изминатите колку? Па 11 години, 11 години. без да се вратам, затоа што немав документи. Како многу полесно за разлика од други што беа депортирани. Имаше време да се спакуваш, да се средиш. Со план. Ние го сакавме тоа, го планиравме, не бевме дефинирале датум кога ќе биде, ама цело време се припремавме полека. Ние почнавме да се припремаме од 21 летото, а си дојавме 22 во април. Така да со план си доаѓавме, не беше лесно да го пресечеме датумот. Зашто едно е кога ќе збориме, ајде ќе си одиме. Кога? И сега кога лесно е од овдека натаму да отидеш, знаеш можеш да се вратиш секад. А ние кога се враќаме без документи, знаеш дека штом заврши тој датум, више тука е пресечена линијата и дали некогаш ќе се вратиш, тоа е не знаеш. Дискутабилно. Али добро, се одлучивме за датум. Еднаш сакав да си летаме до Македонија. Еднаш не знам зашто лот ни го одложи авион, преку Варшава ни го одложија летот. Нешто за слетување во тој период, Скопската писта мислам дека се правеше. Добро, викам, ќе бараме друго, ќе има во Охрид. Ај во Охрид да слетаме некако, пак ни се одложи авионот и на трета среќа викам ништо, си слетуваме до Београд, ќе дојдат нашите, ќе не земат 3,5 сати од Куманово и нема проблем. Дај да дефинираме датум, да знаеме дека нема да ни се откаже лето. И како се селевте? Праќавте работи од Америка за Македонија? Се што можевме да пратиме, се пративме. Кога ја праќав колата и другарите ми вика, можеш да ставаш се што сакаш, али само возачкото сеиште да може да се вози. И ја буквално го сватив тоа, буквално забарикадирано од секој дупче имаше по нешто пратено и плюс неколку големи сандаци во контейнер. Ние со 6 куфери, али си дојдовме тука. 2 дечиња, сопруга, Да. целосни, комплетни се враќате назад. Да. Како ви се виде кога дојдовте назад? Па првично кога почнавме да збориме со другари, со пријатели, со луѓе, сите ни викаа, абе кај ќе идеш вака, што, но ти знаеш, нели, муабети да се тие. Овдека е све најлошо, таму е се најдобро. И очекувавме многу полошо. Ја со Ангела се заебавам, викам, мислам ќе се вратиме во Палестина да живееме. Дојдовме, окей. Не е идеално, ама во ред. Палестина не е. Не е Палестина, фала Богу. Во ред, сега имавме еден не инцидент, ама одма, нели, проблем со нашите служби, пошто вадевме пасоши во Америка, додека бев таму, ми истекоа 2 пасоши. Кога вадиш пасош во амбасада надвор, ти се одјавуваш од живеалиште од Македонија и ти даваат едно картонче волку така, што треба да го чуваш. Тоа ми го дава уште на првиот пасош. Ја после имам вадено втор и Господ знае кај е картончето, нема врска. Доаѓам овдека во полиција и вика, кај ти е картончето? Викам, другар, кај да знам кај е картончето? Тоа првиот пасош го обновив 2013 или 15-та, не е битно, а јас сум 22. Па не може да ти давам лична карта. Како викам, не може. Па мора да ми докажеш дека ти си иселен. Па викам, еве ти го пасошот, кај што сум го земал од амбасада во Чикаго. Не, картонче. Ми треба ондака изјава на нотар. Добро, викам, каква изјава? Изјава на нотар дека сте се вратили. Идеме ние кај нотар, подпишуваме. Јас тој под полна морална одговорност се вратив тогаш и тогаш на улица таа и таа. Идам. Какво е ова изјава? Не може, не ми го. Викам, добро, дај ми
некој Што темплейт, треба, дај ми да, примерок, шаблон. примерок каков да биде. Среќа најдовме, мора да најдеш некој таму, видов што познавам, викам дај кажи ми како да пишува. Ќе го направам тоа што ми го бараш, ама ја не сум составувал до сега, ми кажа дека на тој ден сум искочил, тогаш сум се вратил така, подпишам и после отидовме и Ви дадо документи. да, ни дадо документи. Што се ти беше различно? Улиците потесни. Улиците потесни, повеќе гужва, некако, али и пријатно ми беше. Ние се вративме у април и не знам, бевме негде на гости, мислам дека беше 10:30, не беше 11 навечер, проаѓаме тука низ центарот, мене ми потекоа солзи. Луѓе со деца, со вака, со така се шетаат. Убаво ти се виде. Да, тогаш ми дојде мило и убаво на душата, затоа што у Америка не имаме пријатели, имавме пријатели, цело време се дружевме, али после 9-10 сат навечер ти нема кој да видиш да се шета. Да. А овдека тоа е се Поразлично. Да. Со што се соочи од убавата страна, освен овие работи? Што ти пријаше од Македонија кога се врати од Америка? Фамилијата, погледот. Значи, Чикаго, знаеме какво е. Од Чикаго 5-6 сати немаш никаква планина. Ја кога кидам на кај Скопје у пролет, мене ми е убаво, затоа што ги гледам планините позади со снег. Така. Кај да идам овдека, ќе видам некоја планина. Убаво е тоа. Сега, лошо е што ние си ги самите загадуваме тие работи, али ја гледам да го најдам тоа убаво. Лошо е што тогаш не го осетивме одма во април, ама во октомври више осетивме воздухот колку е загаден. Значи ти фали овде воздух. Што друго ти фали во Македонија кога си веќе неколку години? Освен воздухот во зима, друго си го правам да ми биде убаво. Така. Ако треба да шетаме негде, идеме шетаме. Цела Европа ни е на 2-3 сати лет. Си имам викендица кај што си идам за викенд, се одмараме. Освен воздухот зимуска и толку акцент на папирологија, значи сега имав еден пример, поврат на ДДВ кога бараме, мора оригинал фактурите. Ве викам, луѓе, еве ја фактурата копија, еве го изводот од сметка. На таа фирма јас сум уплатил пари. Ама не ја морам да имам оригинал фактура. Зошто? Зашто изводот не ти е доволно да видиш дека на таа фирма, за да не се прават проневери. И што ако ти донесам оригинал фактура, нема проневери. Ама такви некои работи што тие можам да ги преминам преку. Што ви недостигаве како фамилија од Америка? Од Америка само луѓето, затоа што ние бевме 5-6 фамилии што се држевме заедно, сите празници, пошто никој немаше фамилија и роднини таму, ние тие другари бевме заедно сите како фамилија цело време, малтене во иста индустрија сме сите, муабетот ни е добар, си се најдовме таму. Америка е преубава, значи јас сум благодарен на се што и имам доживеено и видено, али не можам да кажам дека ми фали затоа што сакам да си го направам и тука убаво. Само заборавив да кажам, имаше 2 Америки што ја видов, додека живеевме во апартман, нели, се рентаат апартмани, куќи, апартмани, станови. Никој со никој комшија не се знае. Значи никој не дава 5 пари за тебе. Кога се деси короната, викам, тогаш требаше Симон да проводи, викам, Ангело, ќе бараме куќа, да барем трча у двор, не можеме да шетаме нигде, нека трча у двор. И најдовме една куќа во Вестмонт, што е на колку? 3 милји од кај што живеевме ние во Вилобрук. Идеме таму да се вселиме, доаѓаат луѓето, комшиите доаѓаат, одма ни се представуваат, овој живее тука 15 години, овој живее 20, овој живее 30 години. Ни се представија луѓето, како сте, што сте. За Нова година, типично на американски до нас, што беше бабичката ТВ кинези, ни донесе колач за Крисмас. И добро, окей, мислам, пријатно бевме примени, супер. Децата си игра заедно, како комјунити си имаат. Како на филмовите. Дворовите не им се поделени, мислам, немаат огради, еден има куќарка на дрво, друг има трамполина, трет има лулашка, сите деца тука се. Ангела остана трудна и
ние, значи 20-та, значи 21-та пред да се породи, 2 куќи од соседите дојдоа да не прашаат, вика, кога ќе се породи жена ти, да треба да ви готвиме, да се менуваме до она, до ова, ја Не ти се вага. верува. После 10 години во Америка, искусив дека има и друга страна на приказката. Значи вака Америка, и црно, и Да. бело, и во средина. Да. Како и да е. После се што сте поминале, среќен е Иван, кај што е денес со она што го има? Да. Среќен затоа што пак до сега, да кажам, некако сами ги биравме работите. Се исплатеше ли се до сега? Непроспијани ноќи, многу извозени сати, мили, проблеми со затвор, проблеми со животот таму, не било розево, не било едноставно. Па не било едноставно, ама јас сакам да гледам не на тоа како тешкотија, туку како нешто што било потребно за да пораснеш. Затоа што после се што ми се има случано таму, овдека ќе се десат некои работи и искрено не се ни нервирам, затоа што окей, а како можеш да не се нервираш за некои работи? Не се нервирам, нема тоа да ми смени многу. Така да имам проживеено, имам видено и сега да се нервирам за некоја небитна работа што ќе биде утре тотално ќе ја заборавам, не си го трошам времето. Порано сум знаел у сообраќај да се изнервирам и сега многу возам, ама ќе видам некој ќе направи некој глупост, ќе му се насмеам, ќе му дикнам рака. Тоа е. Оно Иван што го читаше флаерот и што замислуваше да замине Америка, тогаш немаше ништо, да речеме. Добро. Овој Иван денес е собственик на компанија Cargo Runner, има вработени, имаш капитал, имаш направено во животот. Оно што беше и оно што си денес. Сменет си, те промени капиталот, те промени професијата. Сменет сум како човек во поглед, да кажеме, на работите, а не верувам да сум сменет како човек према луѓето. Барем ја лично не верувам дека е така. Сега, кога отидов таму, имав некои размислувања, сега имам други размислувања, но искрено, ако ми останале истите размислувања, тоа е проблем. И на кој да е, ако тебе 20 годишните размислувања ти се исти на 35, нема напред. Мора, како, ајде да кажам, старееме, треба и да ги менуваме погледите, затоа што порано ми било битно, на 20 нешто години ми било битно да излеземе, да се дружиме, да не знам што. Сега ми е битно, или да ги потрошиме сите пари. Сме заработиле да ги потрошиме на уживање. Сега гледам другачи, сега гледам малку понапред. Сега гледам и за децата, сакам и да им дадам добар пример на децата. Да не мислат дека све им следува на нив. Треба да заработат, да го Треба да го заработат, зашто американците имаат еден збор entitled. Никој не е entitled на ништо, треба да си го сработиш. Така. И што понатаму, Иван? Ќе расте ли Cargo Runner? Ќе растеш ли ти како собственик на компанијата со повеќе камиони, повеќе вработени? Планираш ли да се шириш и повеќе? Ја веќе некој време не сум уклучен секој ден во day-to-day работите во компанијата, Аци и Антонио го прават тоа, али секако сакаме да растеме и планираме, еве оваа година треба да стигнеме до кај 150 камиони. Земавме нова канцеларија во Куманово, затоа што оваа више ни е, да кажам, тесна. И планот е да имаме барем 50 до 60 вработени само во Македонија, плюс во Америка, така да циљаме на некоја блиска иднина 200 камиони, али не по секоја цена. И во короната можевме да порастеме по секоја цена, па после 2023 кога бидне лошо, да се чудиме што ќе нас најде. Сакаме да идеме постепено. Сите сакаме пари, сите сакаме повеќе, ама сакаме и да останеме нормални со паметот. Значи знае Иван, оној младиот и овој Иван, повозрасниот и поискусниот, каде доаѓаш, кој си, како си, тоа останува со тебе. Да. Сакам да верувам дека е така. Тоа не може да промени ништо. Сакам да верувам дека е така, пробувам им на луѓето да им кажам дека треба да размислуваат за иднина, затоа што не е сега само во моментот. Како што преска зборев, не тие $3,000 ќе ги земеш од неделата од камионот и сите се твои. Не се сите твои. И сега ако на 30 години, 40 години некој е во пик на работа, треба да размислува што ќе види на 50 и на 60 години. Така.
пробувам да ги убедам и вработените и луѓето што се околу мене да мислат малце на иднина, да инвестираат нешто и на страна, а не само да се троши, затоа што сите сакаме да живееме убаво, но дали сме спремни да ја платиме цената утре, затоа што денес сме се луксузирале повеќе од што треба. За крај на разговорот, мислам дека ги опфативме сите теми со оно што сакав да те прашам и оние што ми беа интересни. Твој совет, твој гледиште на работите за сите оние кои што се Америка и размислуваат да се вратат и за сите оние кои што се во Македонија и сакаат да заминат. Како човек кој што ги искусил двете страни. Па, јас морам да кажам дека кај нас одлуката можда и беше потешка да се вратиме, затоа што знаевме дека нема враќање назад, али секако не зажаливме за тоа и мислам дека секој кој што сака да се врати у еден момент може да го гледа тоа како ќе биде гледано од страна. Нели, се врати, можеби нема компанија или нешто, па ќе пропадна, се врати. Ако ја сум размислал така и ништо да не ми остане, со тоа искуство што ќе се вратам одека ќе работам за друг, пак имам пристоен живот. Така да, ако не ти е убаво некаде, промени го местото. Исто и овдека, кои луѓе што сакаат да си одат, да ја најдат вистинската причина, дали само заради пари сакаат да си одат, дали само заради живот, за да не биде после да се најдат у таа ситуација кај што заради страф од осудување не може да си признае дека можда би било и подобро овдека. Не ги осудувам луѓето што идат за 1500 евра или 2000 евра, не ги осудувам, не ги оправдувам луѓето што идат за 1500 или 2000 евра плата во Европа да работат. Затоа што не можеме сите да бидеме менаџери, директори и било што, ама и во Македонија може да се најде плата за 1000 евра да може да функционира. Така да, кој што е спремен, ако си спремен, да кажам ја, ако сум бил спремен да возам камион во Америка, може би сум бил спремен да возам камиони во Македонија за да живеам нормално. Секој кај има среќата, кај има убаво, кај се пронаѓа и што размислува. Јас ти посакувам многу среќа и здравје, другото само ќе си дојде. Фала ви многу, фала за разговорот. Драги мои, се надам дека овој разговор беше интересен, инспирација и поука за тоа дека еден собственик на 130 камиони на компанија Cargo Runner е истиот оној човек кој што заминал во Америка со соништа, желби и секако кариера и желба за да успева она што го сака. Се надам дека овој подкаст ви беше интересен, малку ги продлабочивме работите, малку чепнавме теми за тоа како еден газда од Америка доаѓа да биде собственик на камиони во Македонија и знам дека оваа приказна ќе инспирира многу и ќе ви биде интересна за гледање. Со следниот гостин, следната среда. Чао!